Македонија е во самиот светски врв на листите во однос на стапката на смртност предизвикана од вирусот COVID-19 на 100.000 жители. Тоа го потврдуваат многу светски анализи направени на оваа тема, но и извештаите на Министерството за здравство. Не само што се поголем број на млади ја губат битката со вирусот, туку земјата бележи и раст на бројот на починати во домашни услови. Кои се причините поради кои Македонија не може да излезе од црните листи, но и зошто не се слушаат апелите на здравствените власти за вакцинација, која е клучна во борбата со вирусот, се дилемите кои се актуелни периодов во јавноста. Во светските црни листи по бројот на починати, Македонија варира меѓу 4-то и 5-то место долго време, дури и изби на првото место во Европа. Надлежните постојано се правдаат дека за високата смртност причините се доцното доаѓање на лекар и претходните заболувања. Експертите алармираат. Проблемот е недостаток во протоколот за лекување, но и недостаток на медицински кадар. Вакцинацијата точно е дека може да помогне во пандемијата, но таа не е клучна. Клучна е заштитата во случајов, бидејќи ни треба да намалиме во случаите. Ни е потребно да ја намалиме трансмисијата во општеството, со што нема да имаме нови можности за хоспитализации, нема да може од каде да се појават и повеќе смртни случаеви. Секогаш кога растат во светот смртноста од некој вирус, се знае што е првично, а тоа е заштитата, односно изолацијата на вирусот. Во светски рамки на секаде се движат горе-долу бројките и постојано се менуваат. Тоа е од тоа какви рестриктивни мерки во моментот имаат самите власти спроведено. Друг проблем е она што го цело време го говориме, третманот. Започнувањето на третманот е во првите денови по појава на симптом. Тоа во западните земји го прават одлично со тоа што ги превземаат луѓето директно во болнички услови да ги третираат со она што го знаеме и ние за третман, редемсивир и антимоноклонални тела кои што работаат во првите денови, тие даваат ефект во првите 5 до 7 денови. Причините може да бидат многубројни, зошто Македонија има висока смртност од COVID-19, вели доктор Злате Мехмедовиќ, субспецијалист пулмолог. Јас обично сакам тие причини да ги поделам по две големи групи. Едната група е по превентивните мерки, односно во превентивниот систем, а вториот во клиничкиот систем. Втората група на причини кои што ги гледам, значи спаѓаат во она процедура на лекување, третирање на пациенти, состојбата здравствена на пациентите, начинот на кој што се организира здравствениот систем и така натаму. Во основа, ако ги земеме во предвид овие две големи групи на мерки, превентивните мерки имаат сериозно влијание врз вкупната бројка на новозаразени случаи. И сега има многу индекси кои што епидемиолошки може да се следат. И тоа е, например, стапката на смртност во однос на вкупниот број докажани случаи на болеста. Или можете да направите стапка на смртност врз основа на бројката на инфицирани случаи. Споредувајќи ги тие бројки, ќе добиете различни податоци кои што ви укажуваат на слабости или во клиничкиот дел или во превентивниот дел. Но и по 2 години пандемијата не е завршена. Вирусот наоѓа начин да напаѓа и никој не знае уште колку ќе трае. Министерството за здравство за 25 минути ги потенцираат хроничните заболувања и невакцинираноста. Од вкупниот број починати, обработени се податоци за 74%. Од нив, кај 4754 лица, се регистрирани коморбидитети, а повеќето од пациентите имаат најмалку по 2 хронични заболувања. Дури 90% од починатите се невакцинирани, а 70% од здравствените работници примиле 2 дози вакцина против COVID-19. Брзото доаѓање до колективниот имунитет е еден од многу важните сегменти во процесот, но и решението како земјава би можела ефикасно да ги намали црните статистики на вирусот, вели доктор Евковски. Кај нас би требало да се воведе поригорозна контрола на границите, доколку ние не дозволиме влез на нов сој и успееме да направиме колективен имунитет врз моменталниот сој кој што го имаме, ние сме на добра основа. Тоа го направи Холандија посебно со рестрикција во смисол на карантин, изолација на лицата кои што доаѓаат од некаде во земјата, преку 7-дневен карантин на вакцинирани и 10-дневен на невакцинирани лица. Така ние ќе успееме да го заштитиме населението од нови бранови. Доколку тоа го направиме, ние ќе бидеме на зелена зона која што си има свој имунитет кон дадената варијанта,
а новите варијанти ќе ги задржиме надвор од границите на земјата. Тоа е според мене најдоброто што може да го направиме како нашата земја. Доктор Злате Мехмедовиќ од друга страна тврди дека има два пристапа во борба против короната. Сега има многу индекси кои што епидемиолошки може да се следат. И тоа е, например, стапката на смртност во однос на вкупниот број докажани случаи на болеста. Или можете да направите стапка на смртност врз основа на бројката на инфицирани случаи. Споредувајќи ги тие бројки, ќе добиете различни податоци кои што ви укажуваат на слабости или во клиничкиот дел или во превентивниот дел. За пример, доколку имаме висока стапка на смртност како резултат на која што е поврзана со диагностицираните случаи, они што имаат веќе манифестирана болест, тогаш во најголем дел тоа се должи на третманот на пациентите и на самиот карактер на болеста во зависност од индивидуалното здравје кај пациентите. Тоа се двата предоминантни фактори во такви случаи. Кога ќе зборуваме за стапката на смртност која што е директно поврзана со инфицираните, односно вкупниот број на новозаразени случаи во државата, тогаш тоа ни укажува на превентивниот дел од системот, односно колку добро ги контролираме. Не смееме да забораваме да кажеме дека и овие две стапки се многу блиско врзани со квалитетот на мониторирање на случаите кои што ги детектираме. Доколку не детектираме доволен број на случаи, овие две стапки се ирелевантни и нема да имаат некое значење. Меѓутоа, Македонија е во врвот на земјите кои што имаат висока стапка на смртност од COVID-19 по апсолутната смртност, односно од вкупниот број случаи, односно од вкупниот број население на 100.000 жители, популација, нашата стапка мислам дека е некако околу 311, односно 311 се починати по таа популација од. И така генерално се гледа стапката на смртност. Експертската јавност е согласна. Суштината за подобрувањето на епидемиолошката слика во земјава лежи во процесот на имунизација на населението. Така најдобро ќе се справиме со новите мутации и со тоа ќе се спречи огромниот морталитет во Македонија. Министре Филипче, смртноста во Македонија е загрижувачка. На врвот сме буквално во светски рамки. Има неколку причини. Здравствените работници најголемите причини ги наведуваат дека пациентите, односно граѓаните, предоцна се пријавуваат кај нивните матични или пак предоцна прават PCR тестови и така натаму. Што велите вие за овие аргументи, за разлика од граѓаните пак кои набројуваат други причини за кои подоцна ќе говориме? Постојат неколку методи на утврдување на процентот на смртност и таму каде што тоа се мери на милион жители. Навистина сме на горниот дел на листата. Кога ја гледаме леталитетот, онака како што вистински се пресметува смртноста, не само за оваа болест, за многу други болести во смисла на смртноста од ковид пандемија. Од ковид пандемија. Да. Во регионот има земји кои што се и со поголем леталитет од нас. Тоа е Босна, тоа е Бугарија и така натаму. Во сите светски топ листи сме на врвот. Први сме во Европа, не знам вашите листи што покажуваат. Добро, тоа не се наши листи, тоа се листи кои што практично го анализираат леталитетот. Околу 3,5% кај нас, нешто над нас Бугарија и Босна. Но што значи, може да објасните? Вашите мерни единици леталитет што подразбира? На 100.000 жители од број на заболени и смртни случаи, тоа повторно не значи дека вака се пресметува само за ковид, туку буквално за сите други болести се пресметува леталитетот. Не само во институциите во Скопје, туку ширум државата, дека навистина има еден одреден број на пациенти кои што прилично касно се уват на лекар, на болничко легување. Од друга страна, граѓаните се жалат на лош третман, во смисол тешко може да дојдат до матичните лекари. Матичните лекари многу доцна ги праќаат на специјалисти. Во било кој момент, матичните лекари се на располагање на пациентите за било каква форма на здравствена услуга. Сето тоа што не може да се направи на примарно ниво, матичните лекари го препраќаат понатаму во болничките установи. Матичните лекари се покажа и се докажа
за време на оваа пандемија дека се навистина еден од столбовите на здравствениот систем. Огромен број на пациенти презема во делот на прегледите, во делот на анализите, во делот на упатувањето на тестирање. Ние направивме одредени промени со цел да се олесни пристапот и до лекови, со укинување на рецептите, со зголемување на листата на анализи кои што може да се направат во лабораториите на матично, на примарно ниво, кај матичните лекари. Точно е дека во моментите кога беа најсилни брановите, кога имаше најголема бројка на пациенти, дел од пациентите се препраќа и тоа од една во друга институција, тоа бараше координација за да ние во секој момент обезбедиме доволно место. Тоа што е битно, уште две работи. Прво, се отворија и се во функција уште 3 пунктови во рамките на здравствениот дом во Скопје, како град со најголем број на жители, најголема потреба, на некој начин триажни центри, а тоа се пунктовите во здравствените дом, во поликлиниките во здравствениот дом, каде што има на располагање и рентген и лабораториска диагностика и во било кој момент на било кој пациент, без разлика дали е препратен од некаде, од друг град во Скопје или во Скопје, болничките установи прават апсолутно секаква форма на преглед, на тестирање, на триажа, индикација дали се тие пациенти за хоспитален третман или не. Повторно ќе кажам, точно е дека во тие моменти кои имаше најголем наплив, кога беше најпотребно да се обезбедат дополнителен број болнички кревети, имаше и чекање, имаше и префрлање на пациенти, меѓутоа со координација помеѓу директорите на институциите тоа го менаџиравме. Добро, вторите поплаки и сведоштва на граѓаните се однесуваат на ПСР тестови, дека е невозможно всушност да се закажат термините се предолги и заради тоа всушност граѓаните остануваат дома и предоцна се јавуваат после на лекување во инфективната болница. За огромен број, мнозинството граѓани се прескапи оние ПСР тестови во приватните болници. Ние го лаборатории. зголемивме капацитетот на сите лаборатории во државата. Почнавме со некои 200 до 300 тестови на ден, за да сега може да се прават повеќе илјади тестови на ден. И тука во Институтот за јавно здравје 2 до 3 илјади тестови на ден. Има еден одреден број на пациенти кои што се јавуваат на болничко лекување и покрај тоа што биле симптоматски по долго време, првиот тест им е за време на доаѓањето на лекар. И повторно ќе кажам, било кој пациент да дојде, доколку дојде во попладневните, односно вечерните часови кога матичните лекари не работат. ПСР тестирањето е на располагање во било кој момент, во било која установа во земјата. При тоа, првичниот третман, триажата, првичниот болнички третман, практично се прави и без да се чека резултатот од тестот. Се пружа нега, се дава соодветна терапија. Но првичните симптоми, доколку ги чувствуваат, значи ако не се за лекување во болница, тоа се поплаките, дека предолго трае и прашањето е за добивање на термини на ПСР, ви кажувам со сведоштвата, и прашањето е зошто нема огромен број тоа е мал број, 1000, велите 1000 дневно, тоа е, предпоставувам, мал број, зошто сите? 5000 се на ден. 5000 на ден, велите дека, но граѓаните се жалат дека не можат да дојдат до термини. Луѓето велат дека плаќаат здравствено осигурување, но дека мораат да ги плаќаат за ПСР тестови. Во моментите на најголемиот притисок и наплив на пациенти, претходните бранови, не сега овој актуелниот, се пополнува термините за првите 3 до 4 дена од првиот момент кога ќе се отворија на почеток на секоја недела. И кога ќе видевме дека кога во понеделник системот Мој термин ги пополнува веднаш термините за тестирање во првите дена, се зголемува бројот на термините и во тие денови. Но повторно ќе кажам, болничките установи беа секогаш на располагање и без закажување за соодветно. Има сведоштва дека луѓето ги враќале од болниците. Знаете и сами сте ги гледале тие сведоштва низ информативните емисии буквално во цела земја. Луѓето во секој случај
не биле враќани, може би биле препраќани од една во друга Враќани дома институција. да се лекуваат и Ако тоа се вака, жалбите значи, на граѓаните. Може да се враќани дома, само ако немало индикација за соодветно болничко лекување. Ако лекарите утврдиле дека може некој да се лекува дома, тоа е единственото сценарио кога пациентите се праќаат на домашно лекување. Се знае дека е забрането ковид пациенти всушност да бидат посетувани од семејствата, но во случајот со модуларната болница и вие слушнавте дека најнормално се грижеле, ги негувале заради недостиг на медицински персонал. Како се случи тој пропуст? Во делот на менаџирање со кадарот, со лекарите и медицинските сестри, ние од почетокот правиме систем на ротација. Свесни дека е потребно појачување, зголемување на бројот на лекари и медицински центри во ковид центрите поради зголемениот број на пациенти, зголемената потреба за и за лекување и за нега, и тој систем се уште е во функција. Тоа значи дека од буквално, еве конкретно за клиничкиот центар, од буквално сите клиники и лекари и медицински сестри, директорите даваат на список на располагање, го ставиат на располагање целокупниот кадар и по редослед ги регрутираме за да ги лекуваат пациентите во ковид центрите. И тоа се луѓе кои што од своите работни места, медицинските сестри, лекарите и така натаму, интернистите, тие кои што имаат експертиза во тој дел, помагаат во лекување на и практично работат во ковид центрите. На тој начин, од почеток на криза се надополнува Ама сега бројот говориме на за, пациенти. видете, ве молам, за тетовската трагедија говориме. Добро, не би сакал да зборуваме за тоа, таму има истрага, ќе почекаме да заврши се до тоа, после тоа ќе Знаете разговараме дека конкретно за почина Тетово. дел од семејствата на тие пациенти. Затоа ќе кажам, нека заврши истрагата, па ќе разговараме за тетовскиот случај. Не сакате воопшто за тоа да Мислам дека да не е коректно зборувате. додека има сега таков еден процес. Добро, во ред. Жалбите се однесуваат, поплаките на граѓаните се однесуваат и на протоколот. Протоколот, дека постојано здравствените работници велат, не може да биде единствен, зависно се разбира од организмот на пациентите. Но сепак, имав интервју со Харис Бабачич, кој вели дека се знае протокол што се однесува до ковид пандемијата, лечењето, се однесува на давање на антибиотици, на давање на ивермектин и така натаму, кои во Македонија во изобилство всушност се препорачуваат и препишуваат од страна на докторите и тоа е погрешна терапија. Не, има сосем соодветен протокол, кој што е неколку пати ревидиран како излегуваат новите препораки. Последниот пат е ревидиран пред неколку месеци, сега се уфрли и новиот лек, тоа е антителото кое што е на располагање. И во сите болници, каде што се лекуваат тие пациенти, има соодветен пристап. Еден е класичниот пристап, односно со протоколот за лекување на ковид пациенти, кога ќе се утврди една одредена состојба, поради тоа што е навистина многу широка клиничката слика на ковид. Најтешките случаи од целата земја се префрлат тука во Скопје, на инфективната клиника, и има најмодерна и најскапа терапија во сите клинички и поголеми болници, и врз основа на тоа се препраќаат пациентите, што значи во делот кога постои индикација за соодветна терапија, унифициран е пристапот, но за секој пациент се прави преглед и врз основа на прегледот се дава соодветна индикација за една или друга терапија. И вие нема да говорите, се разбира, за тетовската болница, чекате истрагата да заврши, но проблемот со семејствата всушност и како доаѓале семејства на пациентите е индикативен. Причината е заради тоа што нема доволно медицински персонал. Значи, дали во Македонија се соодветно обучени медицинските, здравствените работници, прашањето е и дали има доволно медицински персонал. Заради тоа што граѓаните тврдат, сведочат дека не знаат, дел од медицинскиот персонал практично изостанува, потоа дека не знаат соодветно да раководат, да употребуваат одредени апаратури, респиратори, например, и така натаму. Не, тоа не е апсолутно точно. Целокупниот медицински персонал постапува согласно добрите практики. Во делот на лекарите, медицинските сестри, помошно-техничкиот персонал, над 5000 согласности се дадени, огромен број на
лекари, медицински сестри се вработени. Доволно Во ли овој има момент- медицински во овој момент персонал? Има градови кај што нема невработени лекари. Во таа смисла се прави плано за надградба на капацитетите во смисла на тоа кои специјалисти каде се потребни, па се праќаат и на специјализации. Меѓутоа, ако останува збор за ковид, ситуацијата е специфична. Наеднаш треба огромен број на лекари и медицински сестри и затоа е системот на ротација. И тоа не постои апсолутно ниту еден систем во светот кој што можел или може да третира толкав број на пациенти од една патологија на едно место. Затоа е дисперзијата и затоа е ротирањето на кадрот од сите клиники и болници во ковид центрите. И во таа смисла е апсолутно доволен во делот на распределба и на експерти, лекари, и на сестри по смени и така натаму. Задоволни ли сте од вакцинацијата на медицинските лица, од процентот? Има некои од земјите ги отпуштаат практично медицинските лица што не се вакцинирани. Да, гледаме дека има некои земји кои што воведуваат некои такви препораки. Ги пратиме препораките и на други земји во делот на тоа да воведуваат задолжителна вакцинација за одредени категории на вработени во различни институции согласно ризикот, важноста на институциите. Една од опциите која што е многу веројатна дека следната година или понатаму еден од начините да се целосно реши кризата е да се воведе задолжителна вакцинација за некои категории на граѓани, вработени и така натаму. Од следната година тие ќе бидат во тој список, предпоставувам. Тоа никој сега не може да го предвиди, ние ги пратиме сите искуства, гледаме кај нас како се одвива вакцинацијата. Сега се вакцинирани околу 37% од тоталното Тоа е население, многу мал околу процент. 46% Загрижени на ли сте полнолетните заради тоа? и апсолутно сметам дека повеќе граѓани треба да се Медицинските лица? вакцинираат. Близу 80%, а во уште поголем процент овие кои што работат со пациенти со ковид. На почетокот на кризата, која започнавме вакцинацијата, Со 2 дози? со 2 дози беа вакцинирани сите 80%? здравствени работници кои што работат со ковид пациенти. На самиот почеток на пандемијата, поради тој пристап, стратегијата која што Шведска имаше нешто поголема смртност споредбено со останатите земји во Европа, меѓутоа сега дојдовме, не сме се уште на крај на пандемијата, меѓутоа отприлика го гледаме крајот и гледаме дека всушност Шведска нема толку поголема смртност споредбено со останатите европски земји и се наоѓа во некаков си европски просек, како ни подпросек. Значи, начинот на кој што се соочија со таа имаше достапност на лекување за сите оние кои што имаа COVID-19 во целиот овој период и системот им пружи максимална нега и сите на времена нега, тоа би потенцирал на сите оние граѓани кои што изискуваа лекување. Нема некој си посебен магичен трик, однос дека што знам, има Шведска, има некои лекови кои што Македонија не ги има, не мислам дека тоа е причината. Она што мене ми изгледа од она што го видов кога бев во Скопје некои си месец дена, е дека за разлика од тука, верувам дека постои голема недоверба помеѓу на граѓаните во институциите во Македонија. И поради тоа тие одлучуваат. Прво, има голем дел од граѓаните кои што не веруваат дека вирусот постои, дека пандемијата е сериозно нешто и поради тоа не се јавуваат на лекари. Тоа проблем е во Македонија, но што исто го забележава дека има недостаток, бар она што мене така ми изгледаше, има недостаток на јасни протоколи на ниво на примена здравствена заштита. Значи, можеби во болниците постојат појасни протоколи, верувам сигурно дека на ниво на клиниките постојат јасни протоколи што и како се прави, и тие се според медицина базирана на докази, али матичните лекари кои што се оние кои што всушност го лекуваат најголемиот број од пациентите со COVID-19, не ми изгледа дека имаат јасни напатствија што треба да прават и како и кога. Има огромен број на луѓе кои што во Македонија имаат примено лекови кои што не се индицирани за COVID-19. Прекумерни дози на ивермектин, прекумерна употреба на антибиотици, комбинации на антибиотици.
од кои што матичните им ги препишуваат на лекарите. Ненавремено испитување на со имеджинг техники или ненавремено испитување за тоа дали пациентите имаат ниска сатурација и предоцна можеби испраќање на пациентите во болниците за понатамошно лекување.